Да, пред крајот на емисијата, уште еден разговор, како што ви реков, веќе треба да имаме контакт воспоставено со Тина Русева, млада, да речам, музичка звезда, која што со својот глас и харизма го привлече вниманието на публиката. Таа е од Струмица, но живее, чинам дека 2 години веќе во Германија и со својата посветеност и љубов кон музиката успеа да стигне до една од најголемите сцени во Европа, а тоа е Гласот на Германија. Интересно музичко шоу на кое што има голем број на млади таленти, но во фокусот секако е нашата Тина Русева. Тина, здраво! Здраво, првенствено ти благодарам на оваа најава. Здраво на сите гледачи, ете еден голем поздрав до нив. И мала корекција, веќе живеам тука 8 години, скоро 9, така да ете. Тоа е мојот. Навистина долг период, меѓутоа секако мислам дека она што тебе те издигнува на музички план е музиката. Интересно беше, Тина, твојот прв настап го започна на ова музичко шоу со една, да речам, навистина тешка песна, би ја нарекле така, од Джеси Джей, со која што покажа навистина интересен, природен, вокален опсек и од друга страна и нешто што многумина би го нарекле природен талент. Зошто токму еве оваа песна и верувам дека таа беше онаа иницијална каписла која што те прикажа во вистинско светло пред така исклучително важно жири. Да, беше темата која ќе биде песната и со самата редакција на The Voice of Germany секогаш имаме консултација, што мислиме ние, што мислат тие, кој би бил правилниот избор за првите аудиции. Имавме на почетокот како аудиција пред самата таа главна аудиција и се представив со три различни песни. Едната од нив беше и Do It Like a Dude и заедно со продукцијата одлучивме дека таа е таа песна што треба да ме представува мене, се надевам и во иднина и на првиот круг на The Voice. Како жанр повеќе преферираш? Што е она што еве тебе те мотивира? Па јас искрено пеам се, музиката не ја делам баш на жанрови, него на тоа како ќе ме понесе самата таа емоција во самата песна, така што мене може да се слушне од македонско народно до рок, до рап, до се. Те зависи од самата емоција што ја донесува самата песна и дали мене тоа некако ќе ми пробуди нешто. Така, велиш емоција, секако и вокалната техника е многу важна, пак ќе речам навистина сериозен залог, сериозен предизвик се ваквите песни. Да, навистина се еден голем залог. Јас знам во што влегов и со која песна влегов. Беше еден интересен челендж и за мене и за сите околу мене. Како и моите родители, имав голема подршка од нив, голема помош во некои делови. Имаше моменти како би било подобро да се изведе, дали така или овака, секој технички дел мора да биде прецизно отпеан, затоа што на таа песна па и нема баш време за кикс, а сите имаме по 1,5 минута да се представиме во најдоброто светло. И со самото тоа јас пробав да ја покажам највредната техника, која што ете за мене беше најинтересна во тој момент. Така, ова е навистина престижно музичко надпреварување кое што од една страна отвара многу врати и можности, но од друга страна па покажува дека секој сон, секој план може да биде реализиран. Да, баш така. Ова музичко шоу ми даде многу контакти првенствено со млади луѓе кои што го имаат истиот сон кој што го имам јас. Сонуваме сите да бидеме слушнати, да покажеме што можеме. А исто така и добив контакти со многу музички луѓе кои што се професионално бават со самата музика. Да, важно е да се представиш, важно е да покажеш што можеш на време и важно е да не се откажуваш од својот сон без разлика каде и да си.
многу често ние како народ знаеме да некако да не се покажеме во правото светло кога одиме на друго место, многу е потешко некако да го истакнеме самиот тој наш капацитет, затоа што не си сам на своето, него доаѓаш во друга држава, ти е многу потешко да влезеш во сето тоа и самиот јазик некогаш може да биде пречка. Затоа многу е важно да бидеме истрајни, да веруваме во себе и никогаш да не се откажуваме од нашиот сон, затоа што на крајот на денот ние живееме за нашите соништа и сметам дека секој од нас може да го исполни доколку навистина го сака нештото што го сонува. Тина, ти делуваш како млада личност со толкава сигурност, како сцената практично да е твој втор дом. Имаш ли трема, еве, да кажеме, нешто што позитивно секако би влијаело и тремата е нели позитивно чувство, бидејќи сепак ти дава можеби некој простор да го покажеш најдоброто од себе, да се покажеш во најдобро издание. Но од друга страна, навистина плениш со сигурност на сцена, практично како што реков, како да ти е втор дом сцената. Па искрено да ти кажам, јас трема како трема што ја знаеме сите, немам трема. Многу често едва чекам да одам на бина и да покажам тоа што го знам, затоа што некако таму буквално се осеќам како дома. Едно интересно чувство кое што едва, без разлика на која бина ќе застанам, едва чекам да го почувствам повторно и таа интеракција со публика и се околу мене. Немам трема, имам некој позитивен адреналин кој што ми дава уште толку енергија да излезам на бина и мислам дека во тој момент можам се да направам. Буквално се, можам светот да го згазам и буквално се да направам, затоа што таа некако позитивна енергија секогаш се мотивирам пред настан сама себе, затоа што штом сум до таму, има нешто за што сум до таму. И некако самото тоа ми дава мотивација да творам уште повеќе и се надевам секогаш дека со било кој моите настапи луѓето ќе се пронајдат во моите изvedби и дека некако дали тоа било на енергичен левел или на емоционален левел, без разлика, дека луѓето ќе се пронајдат во самата песна и ќе уживат во мојата интерпретација. А мојата работа е да го направам најдоброто од себе и да направам луѓето да се чувствуваат убаво во тие неколку 2-3 минути колку и да бидам на самата сцена. Така, бидејќи потекнуваш и од музичко семејство, но и од она што успеав да го најдам низ твоите објави е дека ја сакаш и ја негуваш македонската музика и дали можеби, еве знам дека тоа се настапи на кои што нели повеќе има поп-рок жанрови застапени, дали можеби еве размислуваш да направиш некој микс, некој спој низ кој што би провејувале и македонски ноти? Во секој случај, јас сум на некој начин и репрезентатор со самото тоа што доаѓам од Македонија. Јас ја обожавам татковината и секако дека во план се и македонски авторски песни. Во план се и многу различни соработки со наши артисти. Моментално не смеам да откривам многу, но секако се работи напоредно се работи и на македонска музика, се работи и на англиски нормално за другиот дел од публиката, но секако дека македонските ноти и македонската крв ја имам во себе и сметам дека морам да ја негувам, имам некако должност да ја негувам. Така, какво е чувството сега кога ги гледаш снимките за развојот, целиот развој на сето она што предходеше на настапите и слично? Па, да те кажам, некогаш возбуда, некогаш најчесто возбуда, најчесто тој некој адреналин ме држи се уште додека ги гледам настапите, затоа што некако ја осеќам самата енергија која што беше во студиото на сите мои настапи. Така што едноставно горда сум на себе што го направив тој чекор да воопшто стигнам до таму, затоа што патот не беше лесен. И некако знам често и да заплачам кога ги гледам, едноставно од среќа, затоа што горда сум на себе и на тоа што го постигнав до сега. Така, како реагира еве публиката во Германија на сето ова?
Па, искрено имам премногу позитивна енергија и од публиката овде, добивам премногу пораки, луѓето сакаат да слушнат повеќе за мене, што за мене е многу интересно. На почеток не очекував баш голема поддршка, но мислам не очекував. Очекував поддршка, но не во тој број. Ете сега со тек на време добивам уште повеќе, луѓето уште повеќе ги интересира за мене, како е, што е, како јас сум дошла од друга држава, но имам целта да постигнам многу повеќе за овде сцена. Така што сум пресретна и позитивно изненадена што луѓето и овде сакаат да слушнат за мене, се интересираат околу моите следни настапи, прашуваат кога ќе бидат, прашуваат за настапите овде, што ќе се надевам ќе ги стигнам што побрзо да направам нешто и тука интересно, некој вид на концерт или слично. Така што, ете, многу ми е мило што имам голема поддршка и од нив, иако некогаш знае да биде, нели, знаат тие да бидат да кажем на еден начин, поладен народ, но кога сум во прашање јас, мене ми е многу драго што тоа не е така и што навистина добивам добри коментари. Така, и сосема за крај, што прави Тина Русева приватно и која е пораката која што би ми ја кажала на сите млади лица кои што сонуваат за таа голема музичка сцена? Па Тина Русева во приватност е една обична скромна девојка, една девојка која што си работи, си се труди, си пее нормално, секогаш прво мама што се смее, секогаш прво пееш, после ги миеш зъбите на сабајле, така што нормално дека пеењето од секогаш е тука, пеам, си работам, сосема нормално, како и сите други. Цилјам кон своите сонови, работам во студио, често знам да одам на проекти, на отворени, има тука музички workshops, на кои што често знам да одам кога имам време. Се дружам со други млади талентирани луѓе кои што имаат амбиции, дали кон музиката, дали кон некои други бранши. Баш едноставно нормална девојка, скромна, која што се живее нормално, не живеам некој си, не знам каков сега луксузен живот, се живеам нормален живот како и сите ние и одам кон своите цели и се трудам за подобро во иднина. Така. Тина, навистина ти благодарам што беше еве дел од нашата емисија. Ти посакувам навистина многу успех во иднина и верувам дека тоа ќе биде така, имајќи во предвид дека не само поддршката нели од публиката, имаш поддршката од своето семејство, од сите нас овде, но генерално си премногу талентирана и верувам во многу понатамошни успеси и реализирани планови. Ви благодарам премногу што ми ја дадовте можноста да бидам дел од вашата емисија. Исто така и заборавив да ја кажам пораката за младите луѓе. Ете еден мотив за сите да се трудиме, да успееме, светот е пред нас, да не си ставаме пречки пред себе и да излеземе и вонка од државата и да направиме било што. Само небото е граница, само напред и ајде да отвориме сите заедно и да направиме еден убав свет за сите нас. Ти благодарам уште еднаш. Секако големи поздрави и ти посакувам многу успеси. Поздрав и до вас. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас. За кратко следуваат вестите, останете на истата фреквенција. Од мене имете пријатен ден.